Преговарали Дуи за да не се договори до кога ќе тактизира лидерот на партијата од Мала Речица Али Ахмети, до кога ќе го чека Зоран Заев, што се различните најави за различни секојдневни предлог закони за употреба на албанскиот јазик. Ова се само дел од тезите на кои што анализираме во Централниот дневник на телевизија 24. Гостин Љупчо Ристовски од Институтот Интегра. Господин Ристовски, законот за албански јазик, за употребата на албанскиот јазик стана главна пречка, се чини, во преговорите помеѓу СДСМ и ДУИ. Имаше едно решение, па потоа од Мала Речица беше неофицијално оценето како премногу либерално, па пред некоја вечер, пред неколку дена, лидерот на ДУИ испрати до Бихачка нов предлог закон за употребата на албанскиот јазик, кој што според неофицијалните информации од СДСМ нивните експерти го оцениле како излегување во делови надвор од уставот. Денеска Зијадин Сила од Алијансата на албанците, кој што е и коалициски партнер, односно стои заедно со Али Ахмети зад албанската платформа, вели дека законот за албански јазик ќе произлезе од тело кое што партиите на албанците дополнително ќе го формираат и ќе преговараат. Како го анализирате сето ова? И што е, како го толкувате? Еден предлог закон, па втор поригорозен, па трета најава за трети, така натаму. Јас реков, ако имате погрешни основи на кои што вие ја темелите вашата премиса за изворот на политичката криза, тогаш ќе нудите погрешни политички решенија. Ако решаваме економска криза, ќе нудиме економски решенија. Ако решаваме длабока политичка криза која задира во демократските постулати и вредности на системот, тогаш треба да бараме политички решенија. Не решаваме етничка криза, да бараме етнички решенија. Ние со рамковниот договор решававме една етничка криза и во рамковниот договор е многу јасно прецизирано, тој е меѓународен договор, чи подпишан и од Брисел и од Вашингтон. И во точката 6.5 многу јасно стои дека најмалку 20% од населението, но во органите на Република Македонија, кој било службен јазик различен од македонскиот, може да се употребува во согласно со законот, како што понатаму е елаборирано во Анекс Б. И во Анекс Б е елаборирано употребата на албанскиот јазик во собранието, како највисок законодавен дом. Но понатаму во Уставот, согласно рамковниот договор, амандманите се внесени, и вели службен јазик и неговото писмо за 20% од граѓани во државата, вели како што е определено со овој член, и се додава дека во органите на државната власт на Република Македонија службен јазик различен од македонскиот може да се користи во согласно со закон. Тоа е овој закон што сега го бараат албанските првенци. Но да одиме во една систематска... Петиот амандман од Уставот, тој различно се чита од кога е напишан, од кога е станал дел од Уставот од албанските, од македонската етничка заедница. Поентата ми е играњето пинг-понг со законот за албански јазик. Ја потоа ќе ве прашам и за етничката криза која што ја наметна Али Ахмети од системска стана етничка. Играњето пинг-понг со законот за албански јазик и секоја нова наредна изјава од некој представник на партиите на албанците дека не е доволно, а Уставот не може да се менува, бидејќи лидерите на македонскиот блок кажаа дека нема да го менуваат Уставот, а и бројките во собранието не дозволуваат без двете македонски партии да се отвори Уставот. Колку е само тактизирање? Колку е реалност тоа дека еден закон не е доволен, па треба друг, па треба трет, или пак е само тактика да се довлекува процесот? Така е. Значи, нема искреност во преговорите со СДСМ и тука да сме најасно. Мојата проценка и предпоставка дека ниту лидерот на ДУИ, ниту првенците на ДУИ се расположени во оваа фаза да прифатат мандатор да биде Зоран Заев или било кој од раководството на Социјалдемократскиот сојуз. И ова сега е се верглање на ситуацијата, еден вид на политичка игра со која што на крајот лидерот на ДУИ ќе побара уште време за носење на вистинско решение за политичка одлука која што ќе биде усогласена внатре во раководството на ДУИ. Според моите информации, раководството на ДУИ никој пат нема да се усогласи во однос на тоа дали ќе биде мандатарот од ВМРО ДПМН или мандатарот од СДСМ. Затоа, добро велите, можно е да е ова еден вид на политичка тактика која што ги одолговлекува состојбите и се остава простор на оваа техничка влада да едноставно и понатаму влада да го троши буџетот и работи на начин на кој што работи. Сакавте околу законот за употреба на албанскиот јазик? Внимавајте, ако има искрени намери раководството на ДУИ
и нивниот лидер спрема албанското граѓанство, тогаш на начинот и пристапот во решавањето на ова прашање е сосема поинаков. Не можете вие во услови на политичка криза на мала врата да протнувате едно етничко прашање. Светските стандарди се одамна познати. Знаете дека во рамки на Обединените нации има висок комесаријат за човекови права, кој што се занимава меѓу другото и со јазичното право кај, да речеме, малцинските заедници, малцинските групи во разни држави. И точно е дека во односно напредувањето на ова човеково право, достоинството, слободата, еднаквоста, недискриминацијата и јазичниот идентитет се основниот кор на вредности на основа на кој може да се унапредуваат јазичните права, но во рамките на проширување или унапредување на самиот дух кој што струи низ рамковниот договор, унапредување на тие вкупни етнички права на јазичните малцинства. Тоа ќе придонесе, согласно овие упатства и препораки и прирашници кои што ги има Високиот комесаријат на Обединените нации, кои што постојано се апдейтираат, пред се однесува на образованието на малцинската заедница, на унапредување на правата на жените и во сија се различни сегменти и така натаму. Во оваа фаза, ако вие знаете дека проширувањето на јазичното право во сите државни институции, како што они велат на цела територија на Република Македонија, во комуникацијата со државната управа. Да, е потребно двотретинско мнозинство. Дуи и Ахмети добро знае дека во моментот немаме парламентарно мнозинство кое што може тоа да го обезбеди. И албанското граѓанство со право се прашува, и ние сите како јавност демократска се прашуваме зошто сега се инсистираше прво на платформата, по платформата најчувствителното прашање, јазичното прашање. Кај има искрени намери, ова е прашање од тежок калибар, од голем калибар кој што треба да се остави за решавање во влезот на неколку чекори до Европската унија или откако веќе ќе станеме членка на НАТО, за да се ослободи нацијата, и македонците да не се чувствуваат загрозени, тогаш веќе ние на стручна основа ќе гледаме да унапредиме се што може да се унапреди во делот на јазичните права. Ристовски, неколку пати го споминавте моментот дека Македонија влиза во избори како со системска криза. По изборите се наметна етничките прашања од лидерот на ДУИ, од партиите на албанците со заедничката платформа. Сепак, македонските преговарачи, односно и Никола Груевски како мандатар, и Зоран Заев во обид да стане мандатар, ја прифатија платформата, односно ги префатија барањата кои што ги диктира тој. Јас прочитав дека тие начелно го прифаќаат концептот на платформата или духот што струи зад неа, да едноставно седнеме да разговараме и се договориме во кои сегменти, во кои општествени сфери можеме ние да направиме унапредување на етничкиот момент. Поентата ми беше, ако се манипулира со етничките барања, ако Македонија има посериозна работа да излезе од таа системска криза со институции кои што ќе функционираат, а не да бидат заробени од државата, зошто македонските партии ги прифатија условувањата условно од албанските? Заради проста желба за власт. Едноставно, македонските политички партии треба да сватат дека на тој начин не се доаѓа на власт. Ние треба сите заедно да ги убедиме раководството на ДУИ, кој што се сега во една таква позиција, кој што, времето и приликите им ја даде да тие одлучуваат кој ќе биде мандатар и со кого ќе го формираат парламентарното мнозинство. Но, ќе мора да свати албанското раководство, ќе мора да свати дека едноставно во градацијата на приоритети, санирањето на демократските вредности на системот е највисок приоритет. Не можете да напредите ни едно право, па ни јазичното право во услови на руиниран политички систем. Јас постојано го говорам тоа и Ахмети мора и раководството на ДУИ да свата дека препораките на Прибе, санирањето на системот, враќањето на оние вредностни пилари, правдата, слободата и еднаквоста во сите сегменти, посебно во делот на владењето на правото, функционирањето на поделбата на власта на законодавна, судска и извршна, функционирањето на институциите, враќањето на довербата во системот, враќањето на довербата во политичките институции, но со нови луѓе, не може со истите луѓе вие да направите промена. Тоа не е на доверлива основа. Имаме сериозен проблем ние со довербата уште. Ако сакате, Френсис Фукујама, еден извонреден политички научник, во своето дело Доверба вели дека довербата е
една општествена вредност, општествена доблесност. Вие ако немате доверба во политичките институции, ако немате доверба во луѓето, лидерството што ги водат тие политички институции, како очекувате тие да инвестираат утре? Како очекувате тие да едноставно работат во оваа држава и функционираат и живеат? Ќе ви се иселуваат луѓето, младите ќе ви се иселуваат. Нема доверба во државата, нема доверба во системот. Ние мора да вратиме довербата, ама довербата не се враќа со исти луѓе, со исти навики и рутини. Како ја коментирате се погласната улога во овие преговори на Зијадин Села и движењето за реформи на ДП, бидејќи додека траат од една страна преговорите помеѓу тимовите на СДСМ и на ДУИ, подпредседателската тројка која што релативно јасно се изјасни дека беше против коалиција со ВМРО ДПМН, дека треба да се даде шанса на договор со СДСМ, и тимовите на Зоран Заев од друга страна се почистите изјави на Зијадин Села од движењето за реформи на ДП и од дел од Алијансата за албанците кој што стои позади оваа платформа, дека се што е нама, се што доаѓа од штабовите на македонските партии во однос на решавање на албанските прашања, меѓу кои јазикот е неприфатливо. И предлозите на СДСМ неприфатливи, така ги оценува. Тоа е реторика од 19 век. Со секое заострување на таа реторика, нели, по таа етничка линија, тој мисли дека ќе набилда авторитет меѓу албанското граѓанство. На албанското граѓанство прати многу јасна порака. Огромен дел од албанското граѓанство гласаше за Македонска партија. И тука веќе крај на сите дискусии. Треба да сватат првенците на сите албански партии дека со заострување на етничка реторика нема прогрес во државата, ниту прогрес за било кој албански граѓани. Нема остварување на ниедно право за луѓето во Малино Мала, Лукар Мала, Танушевци или било каде, ако сакате, непроштено терце низ Македонија, каде што живеа, да речеме, албанци. Нема остварување без да го санираме демократскиот систем, без препораките на Прибе да го ресетираат политичкиот систем. Сето тоа има за цел, нели, да го билдаат авторитетот на мала врата ако се обидат да протнат нешто, и мислам дека е целото блеф. Поентата ми е дека на Зоран Заев и да се договори со ДУИ со Али Ахмети му треба уште една партија за потребните 60. Дали може латерално, еве сега Зоран Заев да излезе да рече да прифаќаме ние, меѓутоа ако веќе се базираме на 20% од рамковниот договор, прво ќе направиме попис со биометриски документи, ќе ги херметички затвориме границите према Косово и према Албанија, ќе идеме со прст на пописот и ќе видиме колку проценти се албанците. Што ако излезат помалку од 20%? Ниедна македонска партија не го стави на тоа прашање на маса. Вие реколку прашајте ги зошто. Повикајте ги лидерите и на СДСМ и на ВМРО и прашајте ги зошто. Поентата ми е дали би можел да биде евентуално Зијадин Села алибито за да не успеат преговорите. Иако се договорат ДУИ СДСМ. Да речем. Значи, јас повторно принципилно ќе кажам тезата. Секој заострување на реториката по етничка линија и инсистирање на радикализирани елементи и сегменти во политички платформи по етничка линија е во интерес на, нели, враќање на авторитетот на ВМРО ДПМН меѓу својата популација и мислат привидно тие дека ќе си го вратат својот авторитет кај албанското граѓанство, но тие периоди завршија. Албанското граѓанство се освестува. Тие донесоа една радикална, јас јавно ги поздравив во една од дебатите, извонредна одлука донесува дека мислат со своја глава и дека не зависат од политичкото лидерство на партиите кои што се во моментот. ДУИ се раситни на половина. Ако продолжи така, ќе се раситнови на четвртина. Ке има ли Македонија влада кој со кога? Нема да има Македонија влада, се додека имаме радикално спротивставени политички ставови помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, но тоа е македонски проблем. Тоа е внатре национален проблем и се додека националното единство е тука разединето, значи немаме национално единство, немаме согласност и нема ни перспектива дека ќе има согласност, затоа што ниту едните ниту другите би прифатиле мандатар од едната или од другата страна, се дотогаш ДУИ ќе биде во заложништво и на едните и на другите, односно ќе биде во заложништво на неговата идеја дека треба да одработи за едниве, а да не му замера другите или обратно. Нови избори? Како ќе се ова е многу заплеткано. Нови избори? Не, нови избори е најлошата опција во моментот. Мора да се размислува, јас неколку пати ја промовирам таа идеја, можеби се уште не е зрело. Можна е широка коалиција со надпартиски мандатар кој што нема да биде зависи ниту од еден од лидерите на двете македонски партии, ниту од албанската партија, кој што ќе работи честно во интерес на државата. Ние имаме такви луѓе. Ако сакате сега и во рамките на двете партии може да најдеме луѓе кои што не инклинираат и не се партиски експонирани внатре, но можеме да најдеме, има Македонија интелигенција, имаме ние луѓе кои што мора да ги изнедриме на површина. Тоа нема да е класична експертка влада, тоа би била една политички поддржана влада која што во рамки на периодот од 18 месеци ќе работи исклучиво на препораките на Прибе, на членството во НАТО, на отварањето на поглавјето со Европската унија, на санирање на
на демократскиот капацитет на државата и едноставно на нудење на политички решенија кои што ќе ги доближуваат и внатре кај македонците и нормално и кај албанската заедница.